Чинам дека не ми одговоривте на прашањето. Прашањето беше кога? Кога ќе заврши постапката и кога ќе бидат введени овие лекови? Тендерот, почитуван премиер, требаше да биде почнат на почеток на годината, не сега. Што сте правеле 6 месеци за ваква категорија на луѓе? Јас ви укажав дека да беше тендер за РЕК, ќе беше до сега и завршена постапката и евалуацијата и ќе беше доделен договорот. Што сте правеле 6 месеци? Зашто 6 месеци не завршила постапката за да се обезбедат лековите за овие луѓе? Понатаму, секогаш кога сте фатен во тесно, ВМРО ДПМН не правеше ово. Дали има одговорност? 5 години сте на власт. Еве да речеме дека е така, не, дали некој за овие работи 5 години одржава понесе одговорност? Сами себе си ги рушите аргументите, никој друг не ви ги вашите аргументи. Немојте многу да го критикувате ВМРО ДПМН, затоа што минатата седница на партенички прашања го критикувавте проектот Скопје 2014, па по неколку дена ве гледавме срдечно насмеан на тие снимки, да не ве видиме и за ова нешто насмеан во јавноста. Така да бидете предпазлив кога ги критикувате проектите на ВМРО ДПМН. Понатака, нема повеќе да дојде, само ќе упатаме да ни јавен апел кој што стигне до мене од родители и од членови на ова здружение. Ве молам, најдете начин и да ги набавите следните лекови. За колоректален карцином, цетуксимаб, тој лек го нема никаде. За карцином на дојка, фазодекс и палбоцицилип, тие се лековите кои недостасуваат. Баталете политика, баталете ВМРО ДПМН, 5 години едно, друго, трето, кога ќе заврши оваа седницата, еве го министерот за здравство, отидете на влада и дајте им го на луѓето елементарното право што ги следува. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.